Интензивно се работи на кружниот тек кај Евона. Во тек се работите од првата фаза. Отстранети се времените објекти, исклучени се инсталациите, а исто така се отстрануваат фундаментите на градбите кои претходно беа лоцирани на ова место. Динамиката на работите е задоволителна. Завршувањето на изградбата се очекува да биде на почетокот на месец октомври. Во меѓувреме ќе се постави лето осветлување, а просторот хортикултурно ќе биде уреден. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев најави изградба на кружен тек и на влезот во градот кај Башино село. Таму се наоѓаме на спој заедно со регионални, односно магистрални патишта. Имаме добра соработка со раководниот менаџерскиот тим на јавните патишта, на републичките јавни патишта, така да очекуваме договор заеднички на кој начин тој да го направиме и сакаме како следна фаза да биде и тој кружен тек направен во нашиот град и со тоа веќе градот да добие класични, веќе имаме еден флез и вториот флез да биде онака како што долик. Чадиев најави дека проектот е изготвен, откако ќе бидат собрани сите потребни дозволи во текот на идната година ќе започне изградбата на овој кружен тек. Општина Свети Николе ќе добие нов градски пазар. Локалната самоуправа пред граѓаните преку видео презентација веќе го представи идејното решение за нов, модерен лик на централното градско подрачје. Предвидено е новиот градски пазар да има целосно реконструирани, затворени и отворени простории, а ќе се постават и соодветни системи за ладење и греење. Старите тезги ќе бидат променети со современи продажни места, со што ќе се олеснат условите на продавачите, но и ќе се допринесе за поквалитетна услуга за купувачите. Се работи за проект во кој што пари и средства грант од 260.000 евро од ИПА компонентата, а меѓутоа и ние учествуваме со исто толкова количина на пари, значи со тоа што ќе се направи една комплетна надградба и горе ќе имаме еден модерен деловен комплекс во кој што ќе има простор за малото стопанство, за трговија, модерен супермаркет, доле модерен паркинг, значи со лифтови и така натаму, за да биде наистина баш она допадливо. Покрај градскиот пазар подготвен е и детален урбанистички план кој предвидува изградба на два деловни комплекси, надградба на трет и изградба на станбена зграда во централното градско подрачје. Според локалната самоуправа, целта е општината да добие модерен урбан лик и да нуди добри услови за граѓаните, но и поголеми можности за бизнис секторот. Интересот кај пливачите за пливачкиот маратон кој следниот викенд ќе се одржи на Велешкото езеро Младост е голем. Од Федерацијата потврдија дека речиси целата пливачка фела ќе биде на маратонот кој е дел од македонскиот куп во далечинско пливање. Над 30 пливачи од клубовите ширум земјава се очекува да настапат на кружната патека во должина од 2,5, 5 и 10 километри. Вториот пливачки маратон ќе се одржи во 2 дена. Пред професионалците ќе настапат аматерите на рекреативната трка од 2,5 километри. Веќе 20 на пливачи главно од Велес се пријавиле на маратонот. На 22 август ќе се одржи рекреативниот пливачки маратон. На него имаат право да се пријават сите рекреативци. Додека вториот ден, на 23 во недела, ќе се одржи македонскиот куп во далечинско пливање на кој може да се пријават сите професионални пливачи од македонските клубови, информираат организаторите. За безбедноста на учесниците и годинава ќе се грижат кајкарските клубови и Сдруженијето за безбедност. Сепак за сигурност годинава ќе бидат ангажирани повеќе пловни објекти и луѓе. Општина Кавадарци ги информира учесниците во сообраќајот и граѓаните дека процесот на озебрување ќе се одвива во ноќните часови, почнувајќи од 22 часот до 4 часот наутро. Ова го налага технологијата на работа, која бара температурата на асфалтната подлога при нанесувањето на бојата да не биде повисока од 25 степени Целзиусови, како и поради намалената фреквенција во сообраќајот. Општината апелира до граѓаните и учесниците во сообраќајот стрикно да ги почитуваат сообраќајните правила и пописи додека трае временскиот режим на сообраќај во деновите кога се одвиваат работите на озебрувањето. Особено да се внимава во наведениот термин да не се паркираат автомобилите во близина и на самите раскрсници и пешачки премини, како не би попречувале на изведувачот.